мислам дека е значено да се спомне истражувањето на Девид Нат, кој што е професор по фармакологист, кој што долги години беше национален координатор за дроги на Англија и професор на најзначените факултети поврзани со употребата на дрога, односно со формацијата во Англија, па и надвор во други земји. Значи тој во 2009 година истражуваше штетноста на видовите на дроги, значи на сите видови дроги, и тоа по три параметри: физичките штети, можноста, односно потентноста на супстанцата да создава зависност и социјалните штети. Резултатите се следни. Најштетни психоактивни супстанции последни во средослед се: алкохол е на прво место, второ место е хероин, трето е крек, четврто е метамфетамин, пето е кокаин, шестото е тутун, седмото е амфетамин, осмото е канабис. Значи, знам дека за дел од јавноста ова може би звучи радикално, меѓутоа повторно ќе кажам, мораме конечно да ги користиме релевантните податоци кои што ни кажуваат вистината. Второто истражување е нешто кое што ние тек ќе го објавиме. Во ХОПС изминативе 2 години прилично работевме на терен. Главната цел ни беше да утврдиме традиционалната употреба и производство на коноп во Република Македонија. При тоа дојдовме некои многу интересни податоци. Значи, конопот кај нас се употребува долги години за најразлични цели. Сите знаеме за употреба во индустријата, нели, за производство на одредени текстил, коноп, канап, јажење и слично, облека. Меѓутоа, најдовме информации дека во одредени делови на Република Македонија се користел и за храна, и за уживање. Таков е примерот, да кажеме, во струмичкото село Добрејци, каде што најголемиот дел од жителите не се противат на употребата на канабис за задоволство, односно за уживање. И пред неколку години излезе еден текст тоест една информација во медиумите: струмичанец привел во полиција дека му крадат од марихуаната. И тоа беше искористено како виц и кој обвинува и на истиот човек кој овој будала како може вакво нешто да пријави во полиција. Меѓутоа тоа ни кажува само едно, дека тој смета дека таа марихуана е негово лично право и дека не смее никој да краде од неговата марихуана. Затоа тој се почува потпуно слободен, не гледајќи ги законите, не водејќи сметка дека всушност може да се инкриминира самиот себе си, меѓутоа луѓето во одредени делови во Република Македонија сметаат дека тоа е нивно природно право им припаѓа. Така да кога се носат законите, ние мораме да ги имаме во предвид и тоа. И последно ќе завршам сега. Законските промени се едно, меѓутоа ние сметаме дека покрај законските промени треба да се внимава, односно да се понуди соодветен модел на регулација на канабисот. По-конкретно на сите видови психоактивни супстанции, меѓутоа не само на канабисот. Што значи тоа? Значи, едно е да го тргнеме, нели, односно да се декриминализира, кај нас е на пример декриминализирано поседувањето за лична употреба и употребата, значи кај нас тоа е декриминализирано. Меѓутоа е криминализирано сето останато. Вие не можете да употребите дрога ако не купите од некого. Ако ве фатат како купувате, тогаш тоа е кривично дел. Значи, веројатно тоа треба да се смени, меѓутоа покрај тоа моделот треба да опфаќа и некои други работи, односно политики. Што би значило тоа? Каде ќе се продава? На кого ќе се продава? Дали ќе има одредени санкции кон оние кои што возат под дејство на канабис или нема да има никакви санкции? Дали на малолетници, односно дали на под 18 години ќе може да се користат и така натаму. Значи, после голем и секако моментот да не забраваме образованието и едукацијата. Пошто повторно ќе нагласам, сега во главно луѓето учат од социјалните мрежи, од некакви алтернативни извори, кои што е прашање колку се релевантни